пред 15 години, може повеќе имаше, кога Жан Митрев почна да оперира во Скопје, на националната телевизија имаше, тој беше гостин, имаше некакво предавање, на кое тој обяснуваше како се прави байпас на срцето, е отворена операција на срцето. Пуштија едно видео на кое всушност беше снимена на цела негова операција. Видеото течеше за цело време, а пак доктор Жан Митрев обяснуваше што се прави во секој момент. И целата операција беше дадена, отварањето на градниот кош, може да се види како пулсира срцето, како пулсираат артериите, како се премостува. Беше нешто така интересно да се следи. Апостол Павле во ова 4 глава на посланието до Ефесијаните прави нешто слично, меѓутоа со Христовото тело. Тој ни дава приказ, ни го буквално отвара и можеме да видиме како тоа функционира. Можеме да видиме како е дизајнирано Христовото тело. А тоа е дизајнирано според намената, според стратегијата што Бог има за црквата, според призванието или званието што треба да биде остварено, според целта, смислата на постоењето. И затоа нема ништо по-патетично, би кажале, од црква која го губи од својот, од предвид, од фокус, призивот, вистинскиот призив, како што нема ништо по-возбудливо, како што нема ништо по-привлечно од црква која го следи оној пат што Бог го трасира за неа, она звание што Бог го одредува, ја следи она цел што Бог ја поставил. Бидејќи самата црква е дизајнирана, е организирана како организам за да исполнува определена цел. И кога црквата ја губи целта, тогаш самата црква станува нешто патетично. Нема никаква привлечност во неа. Нема што да понуди за светот, зашто секој уред, секое творение се има своја цел и е дизајнирано за целта која треба да ја оствари. Тоа оди заедно. Видовме минатиот пат дека црквата не е клуб на луѓе, религиозен клуб, во кој луѓето се собираат за да се остварат некои своји интереси, не е интересна заедница која остварува интереси на луѓето. Црквата не е дури ни религиозна организација. Црквата е организам, жив организам. Организам кој, живејќи, проникнува во општеството, во сите пори во општеството и таму демонстрира, покажува, нуди сила која светот не ја познава, сила непозната за светот. Божествена сила. Сила која неколку пати апостол Павле ја спомна во ова послание на крајот на 1 глава и на крајот на 3 глава и неколку други пати, сила која носи живот во смртта. Црквата суштествува како организам, жив организам со живот во себе, животот на духот, за тој живот да се види во светот, тој живот да се пренесе во овој свет. И светот кој е во состојба на смрт да биде оживен со тој живот, таа сила која суштествува во црквата. Божествената сила. Истата онаа сила која Христос го воскресна од мртвите. Светот има таа потреба зашто е во смрт. Светот е во безнадежност, светот е во очај, во безсмислие. Светот копнее да искуси некаква задоволеност. Светот копнее и бара начин како да се ослободи од безсмислието, од очајот, од безнадежноста. И црквата е поставена да го покаже божествениот живот, она што единствено може да го оживее човекот, единствено може да го реализира човекот. И ова порака на апостол Павле, која била актуелна во времето кога ја пишува пред 2000 години, исто толку актуелна и денес. Ова е порака која буквално треба да ја разбуди современата црква која е како заспаната убавица. Има важна улога,
меѓутоа заборавила за својата улога. Ова послание е предизвик за современата црква, да го остварува на звање за кое е повикана или за кое е создадена од Бог. Да го демонстрира божествениот живот, божествената сила која носи живот во смртта. Тоа е функцијата, тоа е намената на црквата. А црквата си има своја природа за да остварува таа намена. Како што кажавме, црквата е жив организам. Во црквата има божествен живот. Во црквата е единство кој е обезбедено преку духот кој дава живот на секој орган во тој организам. Како и во човечкото тело. И сето тоа функционира во совршено единство. И тоа е природата на црквата. Ако намената или суштината или звањето на црквата е демонстрација на божествениот живот, тогаш природата на црквата преку која се остварува таа намена е единство во духот како што има во секое друго тело. Ако го наблюдуваме човечкото тело, не можеме да не останеме восхитени од фактот како сите тие многобројни функции и органи се совршено координирани, хармонизирани, синхронизирани. Во човечкото тело има 1000 милиони атоми здружени во 75 билиони клетки. Има милиарда неврони кои создаваат синџир од 1 милион километри и секоја секунда процесуираат 38.000 билиони бита. Не сме информатичари, може би Ани може да ни помогне колку се тоа 38.000 билиони бита во една секунда. За да се оствари тоа, срцето отшукува секој ден просечно околу 100.000 пати. Помножете го по 365, помножете го потоа со просечно 80 години, видите колку работа. И сето тоа е совршено синхронизирано во единство, единството на духот. Различни функции, меѓутоа во зачудувачка хармонија. При тоа не е можно еден орган да измести друг орган. Функцијата на еден орган да биде заменета со некој друг орган. Представете ситуација, доктор, лекар, вели дека мора да ви пресадат срце, не може да најде и ви предложи, добро, ајде, ќе ставиме бубрзи. Може би тие ќе завршат работа. Кој би се согласил со таква алтернатива? Знаеме дека бубрезите нема да ја завршат работата на срцето. Така и во Христовото тело, во црквата. Различни функции, многу органи, секој си има своја специфична дар, си има специфичен дар, функција, способност, но сето тоа е синхронизирано во единство во телото и сите тие се обединете во една цел. Така телото организирано ја извршува целта за која постои. Ја објавува Божјата слава, ја објавува Божјата сила, Божјот живот во светот. Значи тоа се нешто и при тоа секој човек на уникатен начин, бидејќи уникатно е создаден, на уникатен начин го реализира за Бог, за Божјото царство својот дар. Не сме уникатни во даровите. Дарот што јас го имам, го имаат и други луѓе. Меѓутоа, бидејќи јас сум уникатно создаден, јас на уникатен начин го користам дарот што Бог мене ми го дал по благодат, како подарок, како најголемиот подарок што човек може да го има. Што се нештото што ги видовме досега? Смислот, целта, звањето на црквата, објавувањето на Божјата слава во созданието, природата на црквата, единството и дарбите кои се дадени, даробите. И сега од 11 и 12 стих апостол Павле дава еден многу краток список на конкретни дарови, преку кои се остваруваат некои функции во телото, кои може да кажем дека дават некаква базична или основна подкрепа или основна поддршка на телото. Значи, едни постави за апостоли, и се тука еден збор кој малку е дискутабилен, буквално значи тој даде едни за апостоли.
И се не е јасно дали тоа дада се однесува на претходниот стих, каде што беа спомнати даровите, и тој даде дарови за едни да бидат апостоли, или пак тој едноставно даде апостоли и пророци така натаму. Меѓутоа, имајќи го контекстот, збор што даде се однесува на продолжување на идејата, зашто и во претходниот стих пишува дека Христос, откако беше ексцесивно во најдолните места на земјата, беше вознесен, и откако се вознесе, тој даде дарови. И овдека повторно истиот збор даде, за тоа што кажува, а зошто се дадени тие дарови? Тие дарови се со конкретни служења, кои пак имаат една конкретна цел, да бидат усовршени светиите за делото на служењето, за да се изгради Христовото тело. И овде апостол Павле дава 5, кои се всушност, може да ги групираме во 4, основни служења, основни системи во Христовото тело, кои ја обезбедуваат основното функционирање, основната поддршка. Едни за апостоли, други за пророци, трети за благовестители, четврти за пастири и учители. Зошто се тие основни некакви системи, веќе има и други дарови, например, ако отворите 12-та глава на Коринтијаните, првото Коринтини, таму ќе видите и други дарови. Но некако сите и таму и овие, па и во Римјаните 12-та глава, се групираат. И овие дарови го градат телото внатре, од црквата го изградуваат, за едно служење кој треба да биде манифестирано надвор од црквата. И бидејќи апостол Павле ја користи аналогијата со телото, човечкото тело, можеме да најдеме аналогија и во овие служени или овие системи. 4. Во човечкото тело прво има еден многу важен систем, мускулен и скелетен, коскен систем, кои ја даваат, ја формираат базичната структура на телото. Коските или скелетот и мускулите ја дават структурата на телото, ја прават структурата на телото. Без коски и мускули телото нема структура, нема основа. Нема основа на што да се закачат или на што да функционираат останатите органи. Ако немаме коски и мускули, ние ќе бидеме како тенџере како пифтија во кој што има крв, желудник, црева и ништо друго. Коските и мускулите ја прават структурата на телото, базичната структура. Понатаму, Христовото тело, т.е. човечкото тело, има еден многу важен систем кој го сочинуваат нервите или невроните. Човечкото тело има една долга мрежа, инфраструктура на нервни клетки, на нервни влакна. Има 120 милиони клетки кои долж 1,2 милиони нервни влакна спроведуваат информација. Така да, тие заедно создаваат во човечкото тело синџир од 1,5 милион километри. Толку има нервна мрежа во нашето тело. И тие праќаат постојано од мозокот информација до секој орган, до секоја клетка. Даваат импулс, даваат команда, даваат заповед како да функционира телото. Телото поседува и систем за хранење, дигестивен систем. Тој систем за хранење обезбедува храна за квантитативно одржување и развивање на човечкото тело. И на крајот има кардиоваскуларен и респираторен систем кој до секоја клетка носат храна, воздух, кислород, од таму ги земаат штетните материи и го држат целото тело во една здрава, витална, свежа состојба. Ако има некакви непријатели, исто тој крвоносен систем се бори, или преку белите крвни зрнца, одржува здрава, витална состојба во организма. Го држи во здравје целиот систем, целиот организам. На сличен начин се подредени и овие 5-4 групи на служења кои се возможени со соодветни дарби.
Прво имаме апостоли. Постои тоа едни за апостоли. Апостолите се она базична структура на базичната основа на црквата. Ако се вратиме 2 глави поназад, на крајот на 2 глава, апостол Павле говореше, употреби неколку метафори за црквата. Една од тие беше црквата како градба. Која беше основата во таа градба? Апостолите. Апостолите ја поставија основата на црквата. Апостолите ја поставија основната структура. Они го поставија скелетот на црквата. И потоа ние се додаваме како органи на тој скелет кој го основаа апостолите. И не може да има друг скелет од друга основа од она што ја поставиле апостолите. Ако имаме друга основа, веќе црквата не е црква, не е вистинска црква. Има некои денес кои претендираат дека имат апостолска служба, меѓутоа апостолска служба во смисла на онаа која има Христовите апостоли не може да има. Зашто апостолите служат да ја постават основата на црквата. Ако може да има некој денешен најблизок еквивалент на апостолската служба, тоа се мисионерите кои основаат цркви. Меѓутоа, ако се вратиме во првиот век и ја видиме службата на апостолите, таа радикално се разликува. Не е иста. Значи, тие ја поставија структурата, базичната структура на црквата. Потоа говори апостол Павле за пророци. Најме во Библијата, и во Старот и во Новиот Завет, пророците беа буквално Божјата уста на земјата. Пророците се оние кои на луѓето им го пренесуваа Божјата воља, Божјите заповеди. Пророците кажуваа што треба да се прави, кога треба да се покајат, кога требаше Бог да објави својата воља, и објавуваше преку пророците. И така, од Бог до луѓето се пренесуваа Божите заповеди. И тие заповеди, таа воља ги поттикнуваше луѓето кон некакво дејство. Денес ја имаме Библијата. Во древноста, кога не беше затворено откровението, пророците директно говореа од Бог. Тоа остана запишено и денес имаме Библија. Денес, како пророци, се оние кои од Библијата, она што објавена Божја волја, ја пренесуваат на луѓето. И пренесената Божја волја од словото на луѓето дава импулс за дејство. Ние дејствуваме на основа на ова откровение што ни е запишено на Библијата. Тоа се нашите импулси за дејство. Или ако можеме да ги споредиме со човечкиот организам, пророците се оној системот на нерви кои пренесу информација од мозокот, од Бог, од главата на црквата, до секој орган, преку толкувањето или преку проповедањето на Словото. Има и благовестители. Благовестители се луѓето кои го проповедаат или и откриваат Божјата воља надвор во светот и така обезбедуваат не некаков некаков толку квалитетен, колку квантитативен растеж. Луѓе кои преку евангелизирање ја прифаќаат верата во Бог и потоа доаѓаат да се усовршуваат во делото на светиите. Во таа смисла, тие го обезбедуваат тој количествен растеж на црквата. Тоа се луѓе кои имаат дар да го проповедат Словото на луѓе кои не веруваат, кои не се запознаени. Секако дека секој христијанин кој поминал низ искуство на новораѓање треба да знае, да го каже, треба да може да го каже своето сведоштво за преобразбата што ја претрпил, што ја искусил со новораѓањето. Ако човек поминал низ новораѓање, тој ќе може да го пренесе своето искуство на новораѓање, да го каже. Меѓутоа овдека апостол Павле говори за луѓе кои имаат дар за тоа. Имаат дар да евангелизираат. Имаат дар да ја споделуваат добрата вест надвор. И тие го представуваат како во телото или оној дигестивниот систем, она обезбедување на храна за растеж на
на Христовото тело. И накрая се пастирите, учителите, во оригиналниот текст тоа е како една фраза дадено. Пастиро, учители, се всушност, кои извршуваат една иста функција. Пастиро, учителите се грижат за здравието на Христовото тело. Тие треба да обезбедат и храна, тие се фокусирани внатре во црквата. За правилно функционирање на телото, за секој орган да расте правилно, да расте здраво. Ако има некакви вируси или погрешни учења, пастирите, учителите треба да се занимаваат со прочистување. Ако има некакви деформации, треба да се справат со тоа. Пастирите, учителите обезбедуваат и храна, обезбедуваат и нега, за да биде Христовото тело во функција и да биде здраво, да биде витално, да биде живо. Како што, нели, тоа го прави оној систем во телото, крвоносниот и респираторниот. Метафората не е совршена, но може така некако да се представат овие дарби. Секако не е конечно овој список, но сите тие дарби некако се насочени во во овие области на служење и обезбедуваат усовршување на светиите и градење, зацврстување на Христовото тело, кое треба да биде успособено да објавува Божјата слава во созданието. И тоа е представено во следниот стих. И за усовршување на светиите во делото на служење за изградување на Христовото тело. Значи, сите овие служење што ги видовме, служат светиите да бидат усовршени во делото на служењето. А преводот не е баш добар и треба да продолжи изградувајќи го Христовото тело. Како што се гради Христовото тело, така треба светиите да се усовршуваат. Зошто? За служењето, делото на служењето. А делото на служењето беше објаснато во претходните глави и оно што го видовме на почетокот. Делото на служењето е објавувањето на Божјата слава во светот. Сите служења во црква, сите системи на служење, сите органи, секоја клетка во Христовото тело, секој припадник служи за да се усовршува, да се изградува Христовото тело, така што едно јако, цврсто Христово тело ќе ја покажува Божјата сила во светот. Тоа е идејата. Зошто едно анемично Христово тело, анемична црква, како ќе покаже сила? Како може истуштен, слаб човек, недохранет, неизграден доволно, неизраснат, да манифестира, да покаже сила? Така и со црквата. Сите служења имаат за цел градење на Христовото тело, да се усовршуваат светиите во делото на служење и така едно здраво, витално, силно Христово тело, силна црква, да ја покажува онаа сила што го воскресна Христос од мртвите. Сила што носи живот во смртта. Сила која го воскреснува овој свет од мртвите. Тоа е целта на служењето на сите овие дарби. Кој треба да биде усовршуван? Светиите. Кои се тие светии што треба да бидат усовршувани? Кои се светиите во нашата црква кои треба да бидат усовршувани? Веројатно, оние кои служат како старешини, оние што имаат некоја друга служба како славене и толку. Не, светиите, всушност, ги опфаќаат сите луѓе во црква, сите верници во црквата, сите оние кои припаѓаат на Христовото тело. Сите треба да бидат усовршени за делото на служба. Има еден стереотип кој постои низ вековите и денес, дека служењето или делото на светиите треба да го извршуваат некои професионалци, теолози, пастори, епископи, свештеници, додека другите, обичните мирјани, се во црква само како публика кои
конзумираат од служењата во црквата. Ваквата представа е деформација на Христовото тело. Ваквата представа води до сериозни последици во Христовото тело. Води до формализам, води до ритуализам, води до изопачување, до дегенерирање на Христовото тело. За жал, таквата представа е присутствена скоро во целата историја на црквата, со исклучок на првите неколку века. Првите неколку века бил присутен оно едноставен систем на служење. Секој служи во црква. И тој систем на служење го извршува она револуционерно дејство на црквата во светот. Револуционерната трансформација на светот е извршена преку црквата. Бидејќи секој светија, секој верник бил вклучен во служба. Со текот на времето, веќе во 4 век, кога масовно почнува да се христијанизираат народите во Римската империја, кога паганските храмови се трансформираат во цркви, кога пагански свештеници преку ног стануваат свештеници за Бог, за Христос, кога се задолжуваат луѓето недела да одат на служба, многу нешта се променуваат. Се променува онаа служење сите да ја подготвуваат Господната трпеза, Господната вечера. Агапе вечерите биле вечери на кои што секој учествувал во тие вечери, секој имал служба во тие вечери. Но во тоа време, кога постоеле тие вечери на љубовта, агапе вечери, малку луѓе верувале. Само оние кои навистина, имало малку луѓе во црква, оние што навистина верувале. И тие биле спремни да служат и да се го дадат животот, зашто било опасно да се верува. Но најнаш кога христијанството било официализирано и секој требало да биде христијанин, и кога во црквите од 30 души најнаш почна да доаѓаат 5000 души, колку што е целиот град, требало се да се смени. Се сменила Господната вечера. Се појавила една група луѓе, свештеници, професионалци кои служеле, а сите други биле само како гледачи, како публика. И тоа продолжува и до ден денешен. И црквата ја губи она сила што треба да ја покажува во светот, заради кое што нели и постои. Црквата станува институција, луѓето почнуваат на црквата да гледат, тоест на зградите гледаат како на црква, на свештенството гледаат како на црква и така натаму. Новозаветниот модел на служење, она што Христос ни го представа, она што го гледаме нели преку посланијата, е вклученост на секој верник. Секој верник е во некој систем, некоја група на служење, соодветно со својот дар. И тоа е Божјата намера. Значи, служењето не е право или одговорност само на старешините, на пастирите и на учените. Служењето е право, привилегија и одговорност на секој верник. Има, да, потребно е да има луѓе кои се обучени, како теолози, како пастири, така натаму, кои ги обучуваат другите во делото на службата. Меѓутоа, сите светии се они кои го извршуваат самото дело. Она вообичаена представа, што ја кажав, е изопачува Божјата замисла за служењето на црквата. И за жал, многу цркви денес наликуваат како на арена во кој што на фудбалска арена, во која има играчи кои играат, има публика која гледа. Обично во многу цркви играчите не играат во еден тим, туку играат во неколку тима, најмалку 2, играат еден против друг. Има публика која навива за едниот или за другиот тим, има еден судија кој мора некако да балансира меѓу сите тие тимови и обично кој е најспирканиот на еден натпревар. Кога судијата ќе примени едни правила кон едниот тим, играчите од другиот тим ќе се спротивстават и публиката која навива за тој тим кој смета дека е обештетен, почнува да свирка. И обратно. Тоа е таа изопачена представа. Сите се служители, сите светии, сите верници учествуваат во делото на службата,
Нема судија, нема публика, нема играчи. Сите се играчи со различна функција. Судијата не е играч во фудбалскиот надпревар. Во црквата има судија, но и судијата е играч, кој игра заедно со другите. Значи, црквата се посветува во две важни области и во овие дарови, овие служби видовме. Едната е да се изградуваат светиите во црквата, кои го манифестираат Христос надвор, Христовата сила, луѓе да ја видат таа сила, да поверуваат и потоа да дојдат внатре, да бидат пак градени во службата на светиите. Тоа е, црквата функционира внатре, се гради Христовото тело, а тоа е за да се извршува делото на службата. А делото на службата е објавување на Божјата сила во светот. Тоа е врзаниот сад на служење во црквата. И така, отелотворениот Христос живее и денес. Продолжува да живее во светот преку црквата. Христос дојде на земјата пред 2000 години. Зошто дојде? Зошто се воплоти? Се воплоти прво за да го спаси човекот, но се воплоти и за да го покаже Бог, да го доближи Бог до луѓето. Во Христос ние можеме да го видиме Божиот карактер, можеме да ја видиме Божјата љубов, можеме да ја видиме Божјата милост, можеме да видиме благодата и силата на Бог можевме да ја видиме преку Христос. Божествената сила целосно се покажа во Христос, воскреснувајќи го од мртвите и спасението на луѓето. Меѓутоа Христос беше тука, воскресна и се вознесе. Воплотен ли е се уште Христос на земјата? Па нели црквата е Христовото тело на земјата? Ако црквата е Христовото тело на земјата, Христос се уште суштествува во тело на земјата. Меѓутоа, и се уште ја манифестира својата сила. Како пред 2000 години во Галилеја, Јудеја и Самарија. Со една разлика, што сега тој ја манифестира својата сила насекаде из целата земја. Преку црквата. Црквата е Христовото тело секаде каде што таа присуствува. Секаде каде што служи, таа е Христовото тело. И онака како што Христос го покажуваше Христовиот карактер пред 2000 години, Божјата сила ја покажуваше, спасението на Бог. Така треба и црквата тоа да го прави денес. Ако е Христовото тело. Христос живее и денес го прави тоа. За да го прави тоа, треба таа да се гради. Наредните стихови од 13 до 16 покажува каков треба да биде растежот, до која мерка треба црквата да порасне, за да може да го оствари своето служење. Мерката е Христовата полнота, мажественоста на Христовата полнота. Видиме како тоа се прави преку говорење на вистината во љубов, така натаму. Но крајната цел на сето тоа е во светот, во созданието околу нас да се покажува божествениот живот, божествената природа и карактер, како што преку Христос се покажуваше. Христовото доаѓање на земјата беше силна демонстрација на Божјото присуство. И не помалку силна демонстрација на Божјото присуство треба да биде и црквата денес како Христово тело. За тоа треба сите да бидат вклучени во служба. Бидејќи Христос умре, се симна во долните места на земјата и воскресна за да даде дарови, за да го вршиме тоа служење, за да бидеме оспособени со неговата сила да ја покажуваме во светот. Имаме се што ни стои на располагање за да го извршуваме тоа дело. Потребно е да се посветиме, да бараме од Бог во молитва, Словото, да се храниме со Словото, да се посветиме и да служиме. Даровите што Бог ни ги дал, можеме да ги откриеме, ако не ги знаеме.
Ако сакаме, ако бараме, Бог ќе ни ги покаже, ќе ги разбереме, ќе ги осознаеме. Исто така како што лесно осознаваме во овој свет што сакаме, што не влече, кон што сме склони, така да кажем. Многу лесно разбираме во овој свет на што да се насочиме. Така и во Божјото дело, ако сакаме. И ќе копнееме да се посветуваме. И тоа ќе ни биде нашата радост, и тоа ќе биде најголемото задоволство. Дарот што Бог ни го дал, да го употребиме за Негова слава. Тој да биде градено Неговото царство. Се гради Неговото тело кое во сила го врши тоа. И треба да имаме предето уште една работа, кога говориме за силата. Во нашето тело има две природи. Има стара природа, која е подложна на гревот, и таа природа е погонска, има погонска сила. Е погонска сила во нашето тело. Таа природа има движечка сила, која не води, не насочува. Тоа е силата која користиме, тоа е погонот преку кој се движиме, а кога не веруваме во Христос, тоа е пред да сме поверувале. Меѓутоа имаме и друга природа, имаме и друг погон, друга сила. Имаме нов човек кој е движен од силата на Светиот Дух. Карактеристиката на старата природа е свртеноста кон самите нас. Карактеристиката на старата природа е задоволување на себе си. Се што имаме како ресурс, способност, дар, да го употребиме за себе, за своја слава, за да ние да се покажеме. Тоа е старата, тоа е погонот на старата природа. Новата природа во Светиот Дух, новиот човек, Христос во нас, е насочен кон градењето на телото, кон градењето на другиот, кон прославувањето на Бог. И двата погона ги има во нас. Нешто слично во среда, мислам, зборевме. И двете природи ги има во нас. Тие и двете работат. Таркалвата се движат. Каишите се вклучени. Од нас зависи на кој погон ќе ја префрлиме волјата и да действуваме. Што ќе решиме да правиме. Дали ќе ја користиме силата на Духот, дали ќе бидеме движени, дали ќе одиме по Духот или ќе одиме по телото. Даровите од Бог ни се дадени да ја користиме Божјата сила, новата природа, зашто само така ќе послужи за градењето на Христовото тело. И само така ќе има вистински ефект. Ако се мотивирани од старата природа, може да има некаков ефект. Некаков. Меѓутоа, во крајна мера останува слама, сено и дрве, или како беше она што го пишува апостол Павле во 1 Коринтини 3 глава. Тоа многу е важно кога служиме. Зошто служиме? Зошто го користиме оној скапоцен дар кој Христос го изработи преку смрт и воскресение. Што да кажеме како заклучок? Црквата суштествува бидејќи Бог го возлюби светот. И бидејќи Бог го возлюби светот, нас со спасението не зеде на небото, туку не остави тука. Црквата функционира во овој свет. Овој свет кој има очајна потреба од црквата. Има очајна потреба од силата која суштествува во црквата. Црквата е Божјата можност за безнадежноста на овој свет. Ние тука сме 20 на души. Знаете што значи тоа? Тоа значи 20 можности во овој свет да се покажува Божјата сила, Божјиот карактер, Божјата љубов. Ако сме во Скопје 500 души, тоа се 500 можности. И не е мала таа сила, не е мала таа можност. Она што е најохрабрувачко е што можностите не се мерат со бројки, бидејќи во тие можности действува бескрајна, неограничена сила. Нашата служба е истата онаа служба што ја врше Господ Исус на земјата и располага со истата сила што Господ Исус ја имаше пред 2000 години.
Мислите ли, дали верувате дека ако навистина го живееме Христовиот живот и го демонстрираме во овој свет, ќе има промена во светот? За да го дадем одговорот, со сигурност, треба да пробаме. Треба да се посветиме. Одговорот на ова прашање можеме сами да го пронајдеме секој во својот живот. Тоа е покажано низ вековите во историјата. Секој пат кога црквата навистина живеела како Христово тело, ја имала природата што Бог ја дал, била на звањето што Бог, за кое Бог ја повикал, била во единство и действувала преку силата на Светиот Дух, навистина црквата бил многу важен фактор кој вршил големи промени во општеството. Тоа било во минатото така, тоа може да биде и денес така. За тоа сме повикани. За тоа постојат дарбите, за тоа постојат служењата. Наредните неколку стихови ќе видиме која е службата надвор, конкретно, да видиме Христос каква служба имаше надвор и која е службата внатре. И се надам дека ќе ни станат некои работи појасни. Господ да ве благослови и да се посветуваме сите во таа служба.